Стадион. Емисија за вашата вистина. Кратко за картите. Тоа ни беше договорено. Што се случува, кои се последните информации? Ангеловски кажа дека може би 50% зависи каков ќе биде трендот до почетокот на Европското првенство. Официјално на националната арена во Букурешт капацитетот до овој момент ќе биде 33%. Тоа значи дека билетите ќе се распределуваат на 4 страни за неутралните навивачи домашните во Букурешт, за романците, за потребите на УЕФА и на двете федерации, на Украина, на Македонија и на Австрија, селекциите кои ќе играат во Букурешт. Тоа значи дека е исклучително лимитиран, ограничен бројот на билетите кои ги добиваат федерациите. Ако ние, Федерацијата на Австрија и Украина, не може да обезбеди билети за 90% од побарувачите на карти за надпреварите, тоа значи дека ќе има и незадоволство. Ние теоретски можеме да задоволиме условно приближно 10% од побарувачката на билети, затоа што толку ни следува според протоколите и според најновите пропозиции на УЕФА, кои што се ограничени поради пандемијата со COVID-19, меѓутоа тоа е реалноста, не можеме да смениме ништо во тој дел, колку и да сакаме нашите навивачи од Македонија да патуваат во Букурешт и да ја бодрат македонската репрезентација. Меѓутоа, мораме да го прифатиме тоа и да најдеме начин барем тие билети кои што ги имаме на располагање да завршат на вистинско место. Поради пандемијата сигурно ќе бидат ограничени групирањата со некои големи екрани. Има ли такви некои најави или се е тоа редуцирано? Предпоставувам дека е така. На секаде се присутни ограничувањата, така ќе биде и во Букурешт, така ќе биде, предпоставувам, и на наша почва. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа не зависи од никој, тоа го диктираат здравствените власти. Ние тоа што имавме можност да го направиме или да влијаеме е да влијаеме на одлуката на романските здравствени власти да го сменат начинот на кој што македонските државјани можат да се движат во Романија, да присуствуваат во Романија. Знаете дека одлуката беше 72 часа најмногу, па излез од романска територија, па повторно ПЦР тест, па евентуално потоа повторно влегување во Букурешт. Тоа беше круг кој што практично беше премногу сложен за сите. Ни успеавме благодарение на релациите со амбасада во Романија тоа да го промениме и на некој начин да влијаеме барем во тој дел нашите навивачи, подржувачи да можат слободно да се чувствуваат во Романија кога ќе дојдат на надпреварите да ја бодрат македонската репрезентација. За се друго, можеби ќе следуваат промени, можеби ќе се зголеми капацитетот на стадионот, односно присуство на навивачите, но до овој момент е одлуката таа која што беше првично донесена. Златко Андроновски, портпарол на Фудбалска федерација Македонија, благодарам и ви пожелувам многу среќа, многу успех. Се надевам дека ќе се радуваме за сите заедно. Стадион. Емисија за вашата вистина.